Добар ден од мене. Утрински брифинг, уште во понеделникот најавив дека ќе се занимаваме со финансиските можеби рефлексии на украинската криза врз глобалната економска и финансиска состојба и се разбира врз Македонија. Ја најавив и вице-гувернерката на Народна банка, веќе на оден начин ни стана од домакината низ неколку интервјуа со неа Емилија Нацевска, долгогодишен банкар, односно вице-гувернерка на Народна банка. Се разбира, тие што сега ме следат, првото прашање си го поставуваат дали ќе има девалвација на денарот. Тоа е толку профано прашање на одреден начин, затоа што штом одредени температури се дигаат во јавноста, во кои се разбира од опозицијски или политички или курентни стратегиски прашања имаат во предвид можност од дестабилизација финансиска на државата, одговорот стига од Централната банка. И тоа, на оден начин, ако порано ја критикувавме за затвореност, сега морам јавно да им одам признание за незината транспарентност. Понекогаш тоа е добро, понекогаш може да е знак, но во секој случај, ако банкарите се распослаани из медиумскиот простор во Македонија, тоа е потреба да ја смират јавноста и да кажат колку реално се опасностите за македонската макроекономска и финансиска стабилност. Ако добро ја цитирам Ангеловска Бежовска, гувернерот, еве став, курсот на денарот останува стабилен. Се разбира, не очекувам дека Емилија Нацевска ќе каже друго освен ова, но сакам да ја прашам дали во ова време на ризични проценки, кога Народната банка излегува дека засега е стабилен курс, стабилна е макроекономската ситуација, значи дека тоа засега може да не мотивира или да не предупреди да не биде стабилна и во иднина. Какви се прогнозите за движењето на макроекономската ситуација во Македонија и курсот на денарот? Добар ден и вам, и на гледачите на Утрински брифинг, и ви благодарам за поканата. Како што сами откажавте, гувернерката јасно посочи дека курсот на денарот е стабилен и останува стабилен и јас можам само таа порака да ја потврдам и да ја пренесам исто така во ова мое утринско гостување. Причините за тоа се потребата од одржување на макроекономската стабилност и стабилноста на курсот на денарот како основно сидро на оваа економија, која што се покажа дека е основен предуслов за обезбедување подобар економски раст во моментите кога кризните ситуации ќе се надминат и кога ќе можеме многу повеќе внимание да посветиме на реформите кои што се структурни и кои што понатаму ќе доведат до поголем раст. Причина за паника на вашето директно прашање, да кажам, од девалвација на денарот навистина нема потреба, затоа што ние располагаме со доволно ниво на девизни резерви за да го одбраниме, како што впрочем го браниме ни сите овие години наназад и како што успешно сме успеале да одбраниме неговата вредност. Нема индикации за посебно влечење, за поголем напад, да речем, условно на депозитите во банките, на префрлање на денарот во девизи и така натаму? Индикации за сега нема, значи нема индикации дека има некое повлекување на депозитите, напротив, депозитите во банките и понатаму растат. Меѓутоа, при секоја кризна епизода, депонентите или одредена група на депоненти или група на луѓе реагираат на ист начин. При првата појава на некакви сигнали за некаква криза, реагираат на начин што ги повлекуваат депозитите, било да се во ефектива или да ги конвертираат од денари во девизи, но набрзо, после надминувањето на таквите првични панични реакции, согледување на состојбите дека макроекономската стабилност е тука, курсот е стабилен, повторно ги враќаат средствата во банкарскиот сектор.
Оно што кој мене предизвикува на оден начин реакција, тоа е првата изјава на Ангеловска Бежовска дека македонската економија не е зависна од Русија и Украина, и тоа е од аспект на билатералната економска размена. Сепак имаме дефицити со двете држави. И не е голема размената од 1 до 2%. Она што сепак е важно и ќе влие на глобалниот економски финансиски пазар, вклучувајќи се разбира и одбраната на Украина, е трите столба. Тоа е колку оваа економска криза во Украина ќе се прелее на европските финансиски и економски пазари, таму каде што Украина има поинтензивна размена. И второ, како ние можеме да бидеме погодени ако тој бран на можна намалување на нивните стапки на развој, за сега никој не зборува за рецесија, може да не погоди и на индиректен начин оваа војна кај нас да влие на дестабилизирачки начин. Видете, ние во неколку наврати искомунициравме и во вчерашното интервју на гувернерката, а и при тоа дека нашата директна поврзаност со двете земји, трговска и финансиска, е многу мала и директни ефекти врз нашата економија токму заради тоа нема и не очекуваме. За споредба да кажам, еве филијалата на Сбербанка во Босна и Херцеговина налагаше интензивни мерки од страна на босанските власти, од страна на регулаторот, и денес веќе превземаат мерки за решавање на таа филијала со Словенија. За истото се случува и со Словенија, да. Така да ние во овој момент немаме таква ситуација, што е добро за нашата земја, бидејќи во тој случај депонентите кои што ги чуваат своите средства таму ќе беа сигурно загрижени и ќе имавме непријатна слика и во нашата држава, како и во тие држави. Но индиректните ефекти ние постојано кажуваме дека секако очекуваме дека ќе се почувствуваат кај нас. Меѓутоа, дневните случувања кои што ги пренесуваат светските медиуми за мерките кои што ги превземаат не само Европската Унија, туку и другите големи економски сили, САД, Велика Британија, Канада, па дури и Швајцарија се приклучи на тие мерки кон Русија, па и контрамерките од Русија, секако дека креираат една таква неизвестност и дневна променливост на случувањата на финансиските пазари и на светските пазари на примарни производи, што во овој момент да се излезе со некакви проекции за ефектот врз македонската економија со ваква неизвестност е навистина преголем ризик и многу неблагодарно. Господи Нацевска, кои се потенцијалните ризици кои веројатно вашите аналитички центри и тимови ги имаат во предвид, со оглед на тоа дека ние сме релативно мала економија наспроти и зависноста од западноевропските пазари, каде што дел од оваа глобална криза најверојатно ќе се прелие во тактизирање, во затварање на дел од финансиските глобални пазари и така натаму. Потенцијалните ризици во овој момент, како што се и согледувањата и на економските аналитичари секаде во светот, се на тамошен раст на цените на енергенсите и на прехранбените производи на житото, бидејќи Украина и Русија се најголемите снабдувачи односно снабдуваат околу 1/4 од вкупните потреби за житарици и најголеми обезбедувачи на енергенси. И таа е тема веќе нешто што многу се дискутира и секако сите овие санкции ќе предизвикаат на тамошни можеби корекции на цените нагоре и тоа го гледаме, меѓутоа движењата се променливи. Одат нагоре, па одат надолу во текот на денот. И секако дека ваквите ценовни притисоци, бидејќи ние сме високо увозно зависна земја од енергенси и храна, поготово жито, секако дека ќе се одразат и на домашните цени. И тоа ќе влија и на самата стапка на инфлација. Меѓутоа, со колкав интензитет ќе биде и кои ќе бидат репрекусиите се уште рано да се каже, но она што е многу важно да се нагласи е дека се тоа ценовни притисоци кои што зависат од глобалните движења. Тоа не се ценовни притисоци кои што зависат од домашната монетарна политика на кои што Централната банка може да влијае
и заради тоа да превземе мерки кои што понатаму пак може да се рефлектираат со подруги движења во економијата, односно промена на околностите и условите во кои што се обезбедува финансиска поддршка од страна на банкарскиот сектор на целокупната економија и на граѓаните. Од друга страна, на ниво на Европа, на вчерашното обраќање на морената седница на Европскиот парламент, претседателката на Европската комисија најави дека веќе превземаат мерки за алтернативни извори на обезбедување на потребните енергенси, односно поголемо насочување кон норвешкиот пазар и на обновливите извори на енергија, и секако веруваме дека тие такви активности ќе доведат до... Тоа за Запад е лесно. Нашите стручњаци велат не е спорно, енергија на пазарот има. Пари дали имаме. Тоа е основната работа. Кога се работи за тој дел, сега не е тука министерот за финансии, прилично ми е симптоматична неговата смирувачка оценка. Не се секирајте, буџетот е полн или е доволно во добра финансиска кондиција да може да се справиме со вакви нови предизвици. Меѓутоа, сосема е сигурно дека ќе дојде до рекомпонирање на буџетската потрошувачка. Може да дојде и до намалување или воопшто до замрзнување на планираните капитални инвестиции. Тоа па само по себе предвидува нови основи за макроекономската политика. Дали тие ги имате во предвид? Секако дека ги имаме во предвид, ние постојано се координираме и впрочем би сакала да кажам дека макроекономската стабилност во оваа држава базира на долгогодишната добра координација на монетарната и фискалната политика, почнувајќи од почетокот на 90-тите години, кога имавме високи буџетски дефицити и кои што благодарение на таа добра координација се разбира поддржана со финансиските аранжмани и политики на Меѓународниот монетарен фонд, ја воспоставивме и успеавме да се справиме со високата инфлација во тоа време, продолжи ни сите овие години наназад. Значи, ние сме земја која што има умерен буџетски дефицит со поголеми осцилации во кризни периоди, како што беше војниот конфликт во 2001 или Косовската криза во 1999 година и минатата година заради потребата од поддршка на економијата и на населението заради кризата предизвикана од коронавирусот. Во такви периоди, во такви кризни моменти, буџетската поддршка е итекако потребна и важна и тоа впрочем го прават сите земји во светот. Меѓутоа, таа буџетска потрошувачка, ако во моментот бара да биде насочена кон поголема поддршка на економијата директна и на граѓаните, како што тоа беше случајот и како што сега во моментот со оваа финансиска криза, со оваа енергетска криза најавува министерот за финансии, министерот за економија, е за моментално надминување на состојбите, за да може во оној момент кога тие кризни околности ќе се надминат или олабават, економијата да продолжи од каде што застанала. Курсот на денарот е стабилен, но инфлацијата не е баш така стабилна. Веќе поминавме границата на предвидувањата од 3%, ги поминавме и магичните 6,1 или 2%. ММФ вели дека повисоката инфлација веројатно ќе се задржи подолго во однос на претходните очекувања. Тоа го акцептирате. Доколку може да се предвиди издржливоста на порастот на стапката на инфлација? 10% без да се трне во предпоставка на некаква спирала на неконтролирана инфлација? За да дојдеме во ситуација на неконтролирана инфлација, навистина треба да изостанат многу мерки кои што ни се на располагање. Како што споменав и како што постојано комуницираме со јавноста, повисоките цени, односно повисоката инфлација заради повисоките цени е резултат на факторите на страната на понудата, односно повисоките увозни цени на енергенсите и на прехранбените производи. Но притисокот од домашните цени, од она што е резултат на нашата куповна моќ, не го гледаме. Значи, нема прегревање на побарувачката заради неконтролирано трошење во економијата, заради што ние би требало да реагираме. И отаму во овој момент навистина не постои основ за загриженост. Не ми рековте колкава стапка на инфлација
на ваков карактер на контролирана инфлација може да издржи македонската макроекономија? Па сега не би можела конкретно цифра да ви кажам, меѓутоа ние сме имале периоди на многу повисока стапка на инфлација, па сме ја издржали, сме ја свеле на едноцифрено ниво, од четвороцифрено на троцифрено, па двоцифрено, па едноцифрено ниво и умерено ја одржувавме на тоа ниво. Имаше епизоди на повисока стапка на инфлација во периодите кога ги имавме кризите, кои што повторно беа предизвикани од причини на страната на понудата, меѓутоа со сите мерки кои што ги преземаме и ќе повторам со добра координација на монетарната и фискалната, сме успевале успешно да се справиме со сите тие предизвици. Така да околу проекциите и евентуалните наши оценки за очекуваната динамика на инфлацијата, базирани на новите случувања и новите движења на странските пазари, ќе излеземе при ревизијата на макроекономските проекции, но издржливи сме, би рекла. Има уште еден фактор кој е некако кондицио син препознатлив за Македонија, а тоа е дефицитот во меѓународната трговска размена. Ние имаме околу 10 милиарди, од кои 6,7 милиарди имаме извоз, но имаме 10 милиарди увоз, значи 2,3-4 милиарди имаме дефицит. Дали оваа глобална финансиска и економска криза ќе го зголеми дефицитот кој може да предизвика можност и на индиректен начин напад врз денарот? Па, секако, значи, повисокиот раст на увозните цени ќе се одрази на повисока вредност на увозот во однос на при исти количински увоз, пример за енергенсите, и тоа е нешто што се случува и што го гледаме, бидејќи растот на цените на енергијата почна од некаде почетокот на четвртиот квартал минатата година, и тоа е нешто што е очекувано да се случува. Меѓутоа, во трговскиот дефицит во трговската размена ние секогаш сме имале дефицит. Увозот бил секогаш повисок од извозот, бидејќи, како што кажавме, сме високо енергетски зависни и зависни од увоз на суровини и репроматеријали. Но тој дефицит се намалува и од друга страна, постојано сите овие години се финансира со другите ставки од платно-билансната размена на државата со остатокот од светот, но и преку капиталните инвестиции и вклучувајќи ги и финансиските поддршки од надвор. Македонската држава веќе долго време е присутна на европските пазари и дел од своите потреби ги обезбедува и преку надворешно финансирање. А да не заборавиме дека секогаш тука до нас ја имаме поддршката од Меѓународниот монетарен фонд, која што во услови на добри политики, добри макроекономски политики, секогаш сме ја обезбедували, имаме уште средства кои што не се искористени од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Поминавте сериозни стрес тестови што ММФ обично ги прави. На почетокот од пандемијата Народна банка презеде еден прилично ризичен чекор во кој ги ограничи исплатите на дивидендите на деловните банки. Ние сме сега веќе во фаза кога деловните банки кои се добро капитализирани и високо профитабилни, што е друга солуција и друг проблем, повторно ќе делат и веќе најавуваат годишни собрани кои ќе исплаќаат дивиденди. Над 100 и кусур милиони. Дали тоа може, тоа извлекување на финансиските, на дивидендите може да поремети одредени финансиски текови, и дали Народна банка истото сценарио може да го предвиди на деловните банки да им сугерира одложно исплаќање на дивидендите тамо некаде во септември-октомври, како што тоа беше направено лани, преклани? Во оној момент кога проценивме дека е подобро капиталот да се задржи во домашната економија заради кризата предизвикана од коронавирусот и банките да имаат подобра капитална позиција, ние тоа го направивме. Значи, донесовме таа одлука за временно ограничување на распределбата на дивидендите на банките. По стрес тестовите кои што ги направивме и согледувањата за ефектите од
корона кризата врз кредитокорисниците на банките, ја повлековме таа одлука дури порано од планираниот рок, бидејќи резултатите покажаа дека ефектите се нешто со кое што банките добро се справуваат. И секако дека доколку постои потреба и постојат околности кои што тоа го налага, тој инструмент ни стои на располагање и верувам дека не би се доумеле повторно да го употребиме. Но морам да кажам дека банките голем дел од капиталната добивка и ја реинвестира. Значи ли тоа дека еден од столбовите на новата финансиска стратегија на Министерството за финансии за така наречено домашно задолжување ќе значи на одреден начин напад на екстра профитите на деловите банки кои би биле врзани за купување на некаква домашна обврзница за зголемување на финансиската кондиција и сигурност? Банките се добро капитализирани и ликвидни, располагаат со слободни средства кои што може да ги инвестираат, обезбедуваат солидна поддршка на домашната економија и на населението и секако во потрега во профит, доколку имаат слободни средства, а имаат, би можеле да ги инвестираат во домашните обврзници издадени од Министерството за финансии во поддршка на потребите за нивно финансирање. Впрочем, тоа е начин на кој што се финансираат и сите други држави. Дали нашата држава ќе излезе на домашниот или на странскиот пазар, инвеститорите се повторно финансиските институции, банките, осигурителните компании, пензиските фондови, инвестицијските фондови, така да оној дел од сопствените средства кои што банките ценат дека може да го инвестираат, секако го инвестираат и не само во домашни обврзници, значи те може да ги инвестираат и на странските пазари. Ние веќе немаме ограничување во тој дел. Народот често пати знае да реагира на немилосрдноста, на профитабилноста на деловните банки во Македонија. Сега ќе ви прочитам една реакција на пратеникот Апасиев, која не предизвика, да речем, условно никакви контрареакции од деловните банки, па ни од Централната банка. Тој стави до знаење дека Македонија има приближно околу 7,5 милиарди евра депозити, а Државниот фонд за сигурност наплаќа на законскиот максимум. Односно, ако наплаќа на законскиот максимум, тоа е 2,5%, би требало да собере околу 53 милиони евра од банките. Но фондот наплаќа минимум и прибира само 12 милиони евра, што значи 0,25%. Неговата теза е дека дури 41 милион евра годишно државата буквално им поклонува на банките благодарејќи на ниското ниво на обврска на банките да издвојуваат во осигурителниот фонд. Дали Централната банка има вакви сознанија и има инструменти за можна корекција нова? Дотолку повеќе што ние веќе имавме прилично индикативно пропаѓање на Евростандард банка, каде што се излеа на значаен дел од средствата за осигурените депозити. Во прашање е законска регулатива. Значи, тука како Централна банка немаме никаква директна надлежност, нити пак инструменти со кои што би реагирале. Фондот ја применува тековната законска регулатива, односно банките ја применуваат тековната законска регулатива, но секако, значи секогаш постои простор за напредување на регулативата и ова прашање веќе доста се дискутира и е обезбедена и техничка поддршка и помош и од страна на Меѓународниот монетарен фонд за да се согледа и да се унапреди фактички системот на гарантирање на девизните депозити во државата, преку измени на законската регулатива. Тоа значи дека сте согледале дека има одреден степен на неправилности и на одреден начин финансиска мајоризација на банките во однос на обврската да извојува. Не би го нарекла јас тоа така, значи тоа е регулатива како и многу други регулативи. Ја не барам вие да го наречете, јас го нарекувам тоа. Така. Па добро, јас не би можела да се согласам со вас заради тоа што банките редовно си ги измируваат уврските, онака како што тоа го налага и бара законот од нив. Значи ние како држава
Односно, носителите на политиките се тие кои што ја носат одговорноста да преиспитаат дали одредена регулатива треба да претрпи одредени измени и да има поголем и подобар систем на обезбедување на девизните депозити. Добро. А Пасифик има право во една работа. Инициирано едно прашање во која банките на прилично сомнителен начин им остануваат преку 40 милиони евра како, да речам, неоданочен профит, наспроти тоа да го издвојуваат во сигурноста на осигурителниот фонд за депозитите. Но, како што и сами велите, тоа треба да законски да се решава. За крај, Емилија Нацевска, инфлација, уште колку, девалвација до кога? Чи девалвација навистина нема потреба, тоа е столбот на кој што се базира стабилноста во целокупната економија. Не верувам дека било кој од нас би бил среќен, било кој, со некаква корекција на курсот. Курсот, впрочем, во одредени негови маргини си се формира слободно на пазарот. Меѓутоа, ние стоиме зад стабилноста на курсот на денарот и нема да дозволиме негово нарушување. Имаме доволен капацитет во девизните резерви, имаме поддршка од Меѓународниот монетарен фонд, бидејќи политиките на вистина ни се добро оценети. Имаме поддршка и од Европската централна банка, од дополнителен фонд од 400 милиони евра за репо трансакции, така да нема потреба за гриженост. Инфлацијата, очекувањата се сите, според сите овие настани кои што се одвиваат после ескалацијата на геополитичката криза со воен напад врз Украина и очекуваме дека нашите проекции кои што базира на сосема други предпоставки ќе претрпат измени, можеби најверојатно нагоре, но колку и како ќе соопштиме дополнително кога ќе ги завршиме. Како инфлацијата ќе намали куповната моќ и тоа треба луѓето да бидат свесни. Сосема за крај, госпоѓа Нацевска, одеднаш со ова финансиска блокада се покажува дека криптовалутата може и биткоинот и сите други може да бидат отклон за финансирање на воени действија, за премостување на овие забрани на финансиските текови, SWIFT и така натаму. Народната банка на почетокот имаше прилично ригиден став во однос на биткоинот во Македонија, рударењето и така натаму. Градоначалникот на Барселона, сега колку за илустрација, вели и они размислуваат поради нелагодната финанска ситуација во која се наоѓа еден од најмокрите туристички градови во светот, да се занимаваат малте со рударење на криптовалути. Ние што ќе правиме? Како можеме да се одбраниме евентуално во овие финансски трансакции во кои криптовалутите веројатно ќе станат дел од финансските механизми на компензација или на подмирување на долгувањата? Прво морам да кажам дека криптовалутите не се валути, не се пари. И ние тоа јавно го комуницираме и многу јасно од причина да го информираме населението колку можеме за ризичните инвестиции во тие криптовалути, ако можеме да ги наречеме инвестиции. Значи, тоа не се парични средства кои што се широко прифатени, зад кои што стои некоја централна банка и ја гарантира вредноста, како што ние ја гарантираме вредноста на денарот, нели? Да. Во емисијата зборуваме за девалвација. Гледате колку осцилира биткоинот и другите криптовалути на тие нивни пазари во светот во изминатиот период, но од друга страна технологијата нуди такви можности, народот е заинтересиран и затоа она што го прави светот го препорачуваме и ние дека треба да се регулираат. Како и во секоја една држава, работењето со тие криптовалути или криптосредства да се регулира. Финансирањето кое што вие го кажувате, кое што доаѓа од тие криптовалути, де факто не се случува со криптовалутите, туку се случува со претварањето на тие криптовалути во ефектива. Во ефективни пари со кои што навистина може да се обезбеди плаќањето на тие како и да ги наречам средства добра или што и да се потреби со парични средства. Добро, да не изгубиме содржината, а тоа е девалвацијата нема, инфлација ќе има, но во рамките на некаква контролираност на Централната банка. И благодарам, тоа беше Емилија Нацевска, вице-гувернер по серијата настапи на врвот на Народна банка во смирувањето на тензиите
Откако на индиректен начин во одредени шпекулативни написи, одредени ад-хок анализи на портали и новинарски анализи, почна да се шпекулира дека е време за девалвација на денарот. Одамно не сме имале уште од времето на владата на Црвенковски, гувернерот Трпеновски. Како народ вели, пу с краја да е. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас вам.